Здраво и добро ни дојдовте. Ово е уште едно издание на емисијата, пријатели. Доколку в домите изгрижите бездомно животно, тоа никогаш нема да ве касне. Токму тоа е разликата помеѓу животните и луѓето. Се надевам дека минатиот пат го задржавме вашето внимание, па ќе не гледате и денес со навистина интересни гости. Здраво наши пријатели, ние денес повторно се наоѓаме во домот на еден наш добар пријател, љубител на домашните миленици, станува збор за Митко, но овој пат сме во едно проширено издание со една млада господица и нашиот денешен гостин, нели, станува збор за францускиот булдог. Митко, кажи ни зошто покрај боксер, кој што го имате како раса во вашата огледувачница, се одлучивте токму за француски булдог? Вака, ние одавна се чуват боксерите, тоа е првата раса кај нас, али стално имало некој мало куче за низ дома. Имав шкотски териер, кој сега повеќе не е меѓу нас. И се одлучивме сега втората раса која е као мало дома да биде француски булдог. Баш оти не подсеќа на боксер и така не се интересни. И сакавме да ги имаме дома и не сгрешивме че зајавме расата. Имат супер фантастичен карактер имаат. За дома се добри. Гледаме дека Мија е доста хиперактивна и среќна. Кажете ни нешто повеќе за карактерот на оваа раса на кучиња. Имат многу добар карактер, значи не треба многу да се дресира тоа, не мора некоја голема работа, педантни се за низ дома. Значи многу лесно се научи на хигиенски навики да извршува надвор. Значи јас ја шетам неврзана, си иде покрај мене, значи само ќе освирниш ке си дојде. Значи многу добра раса за дома чување, лесен карактер имаат. Се преврзуваат со, значи не е куче за еден човек, со цела фамилија, со сите, значи на сите ни е таа миленик, со сите игра, со сите може да шетаат, со сите оди. Значи не е проблем. Кажете ни дали ја имате вадено на изложби? Не, значи ова е се уште мала кучка и јас немам такви навики да кучињата ги дам како многу често како бебине и немам некоја пасија како со боксерите. Значи нејзина сестра веќе продајана во Србија веќе прави добри резултати, извајана 5-6 пати на изложби, од кои 90% е најдобро бебе на изложбата, али јас немам некои големи замисли во оваа раса со излагање на изложби, чисто миленик таа во домот. Мада таа е родена кај нас, значи тоа е првото наше легло, огледувачница во Митке, значи од наша кучка од Хрватска купена е мајката, значи од огледувачница Чуки Буки, а таткото е од Куманово, на Геле огледувачницата мажи. Дали планирате да ја парите кога почнува сезонот? Па да, и ова куче би се спарил, значи кај нас е тој, често ги, едно од жалбите, да речеме, од задоволствата со кучината ни е тоа да имаме легла со нив. Значи ќе се пари, ели многу покасно. Сега е уште мала таа, после втор, трет циклус таму да направи 2 години, после тоа. Не знам, би сакал да ја снимам, да видам какви му се здравствените резултати, ако е здрава права, значи никаков проблем да се однеси негде со некој добар преплодњак и да се спари. Значи можеме да очекуваме за една година и кученцо вашата оваа раса од вашата огледувачница. На кои луѓе би можеле да им ја препорачаме оваа раса на кучиња? Па ова раса би ја препорачал на луѓе кои се, да речеме, во урбана средина, кај што нема доволно простор, значи кучето може многу е лесно за во стан да живее, значи не бара многу простор, нема големи трошоци околу храна, да речеме како големите раси, значи не е пребирливо исто на храна, нема некои потреби со фризури, стрижење и такви работи, се единствено е можда малце поќе проблем што има многу влакнени стана од него, ќе треба повеќе сечетка, значи како мана би го навел тоа што пуштаат влакна. Иначе во народот се познати како, не знам, како болна раса, како нездрави куче што нема врска. Значи сето тоа зависи од која крвна линија се зема кучето.
Значи јас кога ќе шетам неа в парк, луѓето се чуат колку е брза, значи боксерите не може да ја стигнат, почу е брза. Се за разлика, знаеш, кај луѓето има слика дека тоа е булдог, нешто тромаво, нешто споро и не е така. Значи тие се брзи, темпераментни се. се гледа Да, понекада. значи здраво е. Друштвена. Да, здраво е кучето. Разбираш се, ако се земи куче од некоја друга крвна линија, може да се нешто да биде и поинакво, разбираш, али во основа не е тоа многу страшно. И значи како што реков за во урбана средина, за во стан не може да бидат надвор. Значи не трпат ладно. Секој нормален човек кој го види, тоа не би го чувал надвор. Значи тоа Што е кратко да, тоа е за миленик, не е као може да пази, значи не е одбранбен пес, али јас мислам дека се добри чувари, бидејќи даваат глас, кој ќе иде некој знае да направат галама, па може да послужи во станот како чувар. Иако не се класични чувари. Митко, раскажи ни нешто повеќе околу парењето на овие кучиња. Како се одвива целиот тој процес? Значи, што ме праша околу здравието, многу често луѓето прашуваат како тие се парат, како се добиваат. Да, многу често е, да речеме, вештачко парење. Значи, тие вештачките парења се чести, мада таа е добиено од природно парење. И јас, исто како кај боксерите, се трудам да одгледувам здрави кучиња. Значи, што повеќе акцент на нивното здравје. Значи, без разлика на изгледот, значи многу побитно е здравието. Значи се парат природно, покушавам да парам природно колку што можам, и би сакал да може да се кучат природно, мада тоа ретко се случува кај нив. Чести се царски резови, бидејќи имаат, знаеш, проблеми при раѓањето, нема, знаеш, мала е расата, нема толку можности за да се окучат природно. Околу други здравствени проблеми, знае носо е смачкан, значи тиве угите натре во носо му го тежнуваат ладењето. Кучината, знаете, се ладат на воздух, немаат пори на телото. А ништо со очите? Не, со очите имат, дека да, имат чери јај проблеми? се дешава, значи можно да се случи, тој трети очен капак, да подизлези надвор, познато кај кучкарите како чери јај. Хирушки тоа се средва, на ветеринари не е нешто страшно. Сега, тој е као наследно ради жалбата да имат големи очи кучината. Сигурно со вакво куче имате доста интересни случаи кои што ви се случувале. Ајде, раскажете ни некоја. Значи, многу интересно е со некој се шета в парк, да е брза и ги анимира сите останати кучина, сите ја пркат, а најинтересно од се тако ја сретне куче колку неја што е големо, тоа се пријатели играат, ако ќе сретне многу поголемо куче од неја, претежно агресивно настапва, ќе оди ќе го излај, а тие големите кучина, не знам, не ја гледат како опасност и не ја напаѓаат. И тоа е многу интересно, значи, брза таа трче, брка некој шаптонец голем и кој ќе стигне не ќе да е касни, а таа го каса. Не ја гледа како опасност, има добар карактер, има така, весели се, за разлика од боксерите кои се екстремно добри, а луѓето се плашат од нив, ради големината веда, кој ќе пуште на парк, кој сретни луѓе што неќат кучина, претежно не се плашат од нив. Не. Дека е Да, посилна. дека е мало или не знам што, али нема страв, значи слободно шетам, искорзе шетам, луѓето, значи застануваат, тие што сакат ја галат некој не, али во главно не се плашат, не бегаат. Одите е познато кај нас дека треба ја видиш куче да избегаш да се плашиш, хистерично. Ти благодарам, Митко, што беше и денес дел од нашата емисија. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митрески да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиња поради овие фрутис. Доаѓам. За Фрутис, кучињата би направиле се. Сакате ли милениче? Живеете ли во урбана средина? Или го чувате вашиот миленик дома? Сите ние ги сакаме животните, а тие имаат само една потреба
да одат кај најдобри. 5 шопови пријатели во Битола, кај поштата и во новиот пазар на вториот кат. Ние ги сакаме животните и доаѓаме во пријатели. Денешен гостин во нашата емисија Пријатели е доктор Владе Стојановски, нашиот доктор ветеринар, со кој што денес ќе разговараме повеќе за стерилизацијата кај кучињата и кај мачките. Здраво, доктор Владе, кажи ни нешто повеќе што значи стерилизација на нашите домашни миленици. Вака, стерилизацијата представува еден хируршки зафат кој се спроведува кај домашните миленици со цел да се спречи нивното раѓање, односно потомство. На која возраст е најдобро да се стерилизираат домашните миленици? Колку порано, толку подобро. Имаме стерилизација на женки и стерилизација на машки. Кај женките, на научно ниво е доказано дека на најрана возраст, односно пред да влезат во пубертет, односно на 5 до 6 месеци, е најдобро да се стерилизираат од медицински аспект, бидејќи кај мачките, секоја втора мачка во светот не умира од старост, туку умира од тумор на млечна жлезда. Со спречувањето на половите хормони во организмот, се спречува и појавата на овие тумори, бидејќи тие се прогестеронски зависни. Значи, на научно ниво е докажано дека доколку мачката стерилизираме пред прв полов циклус, шансите да заболи од мамарен тумор се намалуваат за 97%. После првиот полов циклус се намалуваат за 85%, а после вториот за 75%. Колку порано стерилизираме мачката, толку подобро. Кај кучките е нешто процентот понизок, но сепак бидејќи малигнитетот кај кучињата е доста висок, се препорачува и на нив на најрана возраст. Кога сопственикот се одлучи да не сака потомство од кучката, најдобро да се стерилизира што побрзо, како и за неа, така и за сопственикот. Доктор Владе, кажете ни како ние како сопственици на нашите домашни миленици да се одлучиме за стерилизација. Кои се предности, а кои недостатоци? Секој хируршки зафат, како и многу работи, имаат и предности и недостатоци. Предностите се многу повеќе отколку недостатоците, како предности, пред се намалува бројот на бездомни животни. Значи, една мачка со своето потомство на свет за 7 години остава над 7000 мачиња. Што значи, за една година во една држава може толку голем број да се исполни што би обсипала целата планета. Секоја година се раѓаат 7 пати повеќе кучиња од луѓе на планетата, што значи дека за неколку години, доколку не го контролираме нивниот број, ќе израсне толку голем што ќе излезе од контрола без разлика дали се работи за нивниот број или болестите кои ги пренесуваат тие. Второ, со тоа што се намалува бројот, се контролира бројот на единки, се намалува и бројот на бездомни животни. И сами сме сведоци колкав е бројот на бездомни животни кај нас, па со стерилизацијата како на домашните, така и на личните кучиња и мачки се намалува бројот на популација на овие единки, со тоа што се контролира бројот како и во пренесување на болести, така и во намалување на бездомни животни, бидејќи тие бездомни животни најчесто завршуваат по клиниките и амбулантите со голем број на болести кои ги шират и на останатите лични и на домашните животни, исто така и на луѓето. Друга предност кај мачварите кога се стерилизираат е тоа што мачварите кога се во сезона знаат да маркираат низ дома. Многу добро знаеме дека мокрачата кај мачварот има многу специфична изразита миризба која е неподношлива и после чистењето таа остава траги и се осеќа после секој влегување дома. Со стерилизацијата ќе бидеме повеќе сигурни дека нашиот мачвар повеќе нема да маркира низ куќата. Друга предност е тоа што не излегуваат и не се борат за територија и женка. Мачките исто така кога се стерилизирани се спречува нивните полови преносливи болести, како кај кучињата, така и кај мачките, најчесто венеричниот саркома, односно тумор кој се пренесува преку коитусот, односно парењето. Ова е малигнен и најчесто завршува фатално. Кога се стерилизирани и машките и женските, знаеме дека не се пренесува. Исто така, доста често кај машките единки е и туморот на тестисите. Со хектомијата, односно вадењето на тестисите, како што се намалува агресијата на единките, така се намалува и процентот на заболување од овој малигнитет. Исто така се намалува и шансата за појава на болести на половите жлезди, односно на простатата и останатите жлезди кај животните, кои најчесто како кај човекот страдат од бенигна хиперплазија на простатата.
абцеси и туморозни формации на истата жлезда. Со стерилизирањето се намалуваат и овие болести воопшто да се прават кај нашиот миленик. Исто така се напомена дека кај стерилизираното животно се намалува темпераментот, односно агресивноста на кучето, но не го губи карактерот, затоа што многу често знаат да дојдат и да речат дали после стерилизацијата моето куче ќе биде исто. Карактерот не се менува, карактер е карактер, но може мал процент да влијае на нивниот темперамент, со тоа што нема што да ги возбудува, односно хормоните кои ги лачат тестисите, односно јаниците ги нема, така да може да биде во помал процент намален на тој темперамент. Друга одлика со стерилизацијата е тоа што многу често мачките влегуваат на полов циклус на 5 до 6 месеци, кога ги пуштаме надвор, знаат да се спарат и да останат смачни, а со тоа бидејќи тие се полово зрели, но не и телесно, потоа имаме проблеми за самото раѓање. Често завршуваат со царски, чести крварења, па многу често доколку не се ургентно интервенира при овие ситуации, мачката завршува фатално, како за малите, така и за родилката. Кога се стерилизирани избегаваме оваа појава. Кај мачките сега работиме на нова метода со паралумбална засек на абдоменот, каде што засекот е помалку од 1 см, со специјален инструмент се извлекуваат половите органи надвор, се подврзуваат и се вадат и јајникот и матката, што значи дека ниту ќе има мачката циклус, ниту пак ќе може да раѓа, ниту пак да бере кучиње да излегува мачиње и да излегува надвор. Истото и за кај кучињата, но кај не се работи се уште класичната метода на вентрална медијална лапаротомија, односно со отварање на абдоменот од долната страна, каде што резот не е нешто поволем од 10 до 12 см во зависност од големината на кучката. Опорувањето после овие интервенции е многу брзо, односно за еден ден со извлечувањето на анестезијата домашниот миленик се враќа во форма. Има уште еден многу бројни други причини кои би биле поволни зошто да ги стерилизираме. Да кажеме неколку збори за негативните страни. Една од негативните страни е и најлошата, она доколку некој пат решиме понатаму да имаме потомство од нашиот миленик, тоа е невозможно после хируршкиот зафат, бидејќи веќе ги немаме тие жлезди, нема како да имаме мале. Втора работа е доколку се стерилизираат животните, немаме доволна активност со нив, имаме прекомерна сега појава на прекомерна тежина, значи тоа треба да се контролира. Идеалната конституција, односно тежина кај животното треба последните 2 до 3 ребра идеално да се познаваат. Тоа значи дека кучето е во наша идеална кондиција. Доколку премени во торна кондиција, тога се јавуваат и други проблеми здравствени, односно појава со воспаленија, тоест проблеми со глававите, појава со панкреатити, диабети и така натаму. Но доколку се контролира телесната тежина после стерилизацијата, имаме доволна активност, се контролира храната, тој проблем се избегава и го нема. Исто така да напоменам, имаме два вида на стерилизација. Едната е хируршка, која што ние повеќе препорачуваме, и втората е хемиска кастрација, односно со хормони. Хормоните имаат една позитивна страна, односно кога не сакаме во тој период нашиот миленик да влезе, може да се стават и не препорачуваме ставање повеќе од еднаш. Негативни имаме многу повеќе, односно првата и најбитна негативна страна е тоа што после првото клавање на овој хормон, шансите за појава на мамарен тумор се зголемуваат за над 80%. Што значи после втор пат ставање на оваа инекција да бидеме повеќе сигурни во староста на животното да очекуваме пак малигнитети. Заради тоа препорачуваме избегавање на овие хормонски терапии. Исто така имаме појава на висок процент на диабет кај нашите домашни миленици после аплицирање на овие хормони. Исто така имаме појава на преголема тежина кај животните кога се става, бидејќи тоа е веќе прогестерон, имаме хормонско прометување во организмот кое што не е физиолошки да го има во тој момент. Исто така имаме на местото на апликација многу често знаат да настане депигментација, односно појава на црни дамки по кожата и на местото на аплицирање ставање дури и опаѓање на влакната. Поради првите причини кои ги набрав, бидејќи се многу побитни и полошо доколку се појават, препорачуваме оваа хемиска кастрација многу малце да се пременува, освен само кога сакаме периодично да излезе од циклус нашиот миленик и никогаш повеќе. Кој период е најдобар за да се направи стерилизација на домашниот миленик и како собственикот треба да биде подготвен за тој чин? Период за стерилизација не постои. Стерилизираме скоро секој ден, не секоја недела, туку буквално секој ден.
Има некои мислење помеѓу собствениците кога идат и велат малце нека залади, малце нека затоплини, и тоа го велиме дека нема врска. Кога ќе се одлучат тие, односно во зависност од возраста, бидејќи мачката ако направи 5 месеци во јули, а те мислат дека не е тој добар период, така ќе влезе во циклус, ќе се спари, ќе остане смачна. Поради тоа, наше медицинско искуство велиме дека не е битен периодот, битно е да се стерилизира. Која е постапката? Операцијата, овој хируршки зафат се закажува пред еден ден, со најава за да ние бидеме подготвени за тој хируршки зафат. Кај кучињата трае отприлика 1 час, зборувам за кучки, за женки, а кај мачките со новата метода трае само 20 минути. Брзо се оди со општа анестезија, значи животното воопшто не осеќа болка за време на зафатот. Треба да е гладно, минимум 1 ден, заради нуспојавите од самата анестезија на полн желудник. Зафатот трае отприлика, како што кажа, 20 минути кај мачките, околу 1 час кај кучките, а после хируршкиот зафат, доколку собственикот изрази желба, може да остане кај нас како стационарно наблюдување постоперативно, односно до наредниот ден. Доколку не сакат, може да го земат одма дома. Кучето се враќа во нормала со самото лачење на анестезијата, се разбудува отприлика за неколку часа, зависно од метаболизмот на самиот организам, а веќе наредниот ден кучето се враќа во првобитната положба. Имаме кај кучките вадење на конци отприлика за 7 до 10 дена, кај мачките со новата метода нема потреба од тоа, бидејќи резот е многу мал и се клава дермална шава кои не се вадат. Кај мажјаците и кај мачорите и кај кучињата е малце побрз методот, бидејќи немаме отварање на абдомен, имаме отварен само на скротална кеса, подврзување, односно лигирање на крвни садови и вадење на тестисите. И кај едните кај другите самата метода трае од 10 до 15 минути преку сила. Побрзо трае, побрзо се разбудуваат и после тоа нивниот темперамент се намалува дури после 10 до 15 дена, односно кога целосно ќе се излачи тестостеронот од крвта, бидејќи како што го лачи тестисот, тој го има полуживот на распад во самиот организам, додека не се излачи целосно, тој сепак ќе осеќа нагон за одење по женки. За крај, доктор Владе, една препорака до нашите гледачи зошто да се одлучат да направат стерилизација на домашните миленици. Зошто да ги стерилизираме нашите домашни миленици? Докажано дека доколку нашиот домашен миленик е стерилизиран, животот му го продолжуваме за минимум 2 до 10 години, што значи доколку еден животен век на една мачка изнесува околу 8 до 9 години во надворешни услови, кога е стерилизирана достигнува до 15 години па и повеќе. А тоа е прва главна причина. Втора главна причина е со елиминирањето на сите преносливи болести, односно малигнитети кои се явуваат кај животните, се исто така влие позитивно на животното да има еден комфортен живот без болки, без страдање и без одење по ветеринари. Си бил некој слон и згазнал на мравка. Мравки, извини. Ништо слончиме не можеше да ми се деси. Ви благодариме што и оваа емисија бевте заедно со нас. За крај еден голем поздрав до нашите пријатели фризерско студио Ајтен, Белеза Битола, Мис Естетик и Мис Перфект, секако и Орифлем козметичка компанија. Гледаме наредната емисија на истото место во истото време. Чао, чао!